Политичка партија Родина Македонија, реакција по повод најавените фашистички мерки на министерот за здравство Венко Филипче. Сведоци сме дека во Македонија се повампируваат фашизмот и комунизмот преку најавените противуставни мерки од страна на министерот Филипче, кој се соживува со улогата на нацистичкиот доктор смрт Јозеф Менгеле. Имено со неговите најавени мерки се прави подолба во општеството на подобни и неподобни, вакцинирани и невакцинирани, од кои вторите буквално ќе бидат одсечени од системот и можноста во него да ги извршуваат секојдневните активности во кои спаѓа и остварувањето на правото на работа, преку кое се заработува лебот за себе и своето семејство. Ние како Родина Македонија јавно го прашуваме министерот дали вработените во училиштата, јавните институции, погоните, фабриките, градежништвото, големите маркети и молови, каде што работат повеќе од 30 лица, а не се вакцинирани, ќе бидат отпуштени од работа? Дали на невакцинираните ќе им биде ускратено со устав за гарантираното право на здравствена заштита? И дали ќе бидат оставени на милост и немилост? Дали истите нема да можат да го остварат правото на јавен превоз и со тоа да не можат да дојдат на работното место, болниците или во посета на своите најблиски? Дали на невакцинираните студенти и ученици им престанува правото на образование, поради тоа што во амфитеатрите и училниците се присутни повеќе од 30 студенти? Прашуваме, дали Филипче е свесен дека се неговите мерки не носи во опасност од граѓански немири, кои не дај Боже може да завршат со граѓанска војна? Најавените мерки ги доведуваат во прашање веќе распишаните локални избори, бидејќи на гласачките места секогаш по правило имаме поголема концентрација од 30 луѓе. Дали со тоа им се ускратува правото на глас и кандидатура на невакцинираните? Родина Македонија од првиот момент на појавувањето на пандемијата има кристално јасни ставови околу правото на избор за вакцинирање со недоволно испитаните експериментални mRNA вакцини. Ниту еден од членовите на раководството на партијата Родина Македонија не е вакциниран. Врз членовите на Родина Македонија беа изрекувани драконски падешни казни од по 2000 евра за изразување на својот став против нехуманите мерки на разни јавни собири. Но и покрај тоа, ние бевме дел од организацијата на сите последователни. Родина Македонија ги повикува парламентарните партии во собранието веднаш да иницираат итна неодложна седница на која ќе се оспорат дискриминаторските мерки. Ги следиме денешните изјави на ВМРО, ДПМН и Левица, на кои тие го омекнуваат својот став околу задолжителната вакцинација и нормално ги поздравуваме. Но истовремено ја подсетуваме јавноста дека овие две партии во изминатиот период се надпреверуваа меѓусебно кој повеќе ќе ја искритикува владата зошто навремено не набавила вакцини, како и за спороста на процесот на вакцинација, за која дел од нив велеа дека треба да се одвива многу подинамично, по примерот на СФР Југославија од 70-тите години на минатиот век. Ако на вистина ВМРО, ДПМН и Левица ја сватиле опасноста од мерките на Филипче и нивните денешни изјави не се само обид за ловење на нови гласови, кај огромниот дел на народот кој е против фашистичките мерки пред престојните локални избори, тогаш еве им шанса за рехабилитација, со тоа што им се дава можност во собранието да ги оспорат неуставните мерки, а доколку не соберат потребно мнозинство за тоа, веднаш да ја напуштат работата на истото и со тоа да го блокираат фашистичкиот систем во најава. Родина Македонија, како суверенистичка партија, водена од традиционализмот и слушајќи го гласот на народот од чив нераскинлив дел е, ја почитува антифашистичката и антикомунистичката определба на македонскиот народ, изразена преку востанието од 1941 година, со кое му се кажа не на фашизмот, и референдумот од 1990 година, со кој кажавме не на комунизмот, кој повеќе од 4 децении вршеше репресии врз сите слободолюбиви граѓани и ги праќаше на екзекутирање
постремски фронтови и разноразни голи отоци. За нас, тоталитарните идеологии кои последно време се повампируваат и ни се закануваат да не ја ускратат личната слобода, се туѓи. Го повикуваме министерот Филипче веднаш да се откаже од најавените мерки, а доколку тој не го стори тоа, родина Македонија ќе повика на масовни протести и граѓанска непослушност. Суверен на Република Македонија сме сите ние, а владата и собранието се службеници на нашиот платен список и не може да бидат тие кои што ги одлучуваат за нашата слобода и основни човекови права.